Еве што ќе гледате во последното издание на DigiPlus за оваа година. Што се гуглаше најмногу во 2023 година и како Google го прослави својот 25-ти роден ден. Корисниците на Booking на удар на хакери. Ќе дознаеме како се одвива оваа измама и како хакерите ги празнеа сметките на гостите. Ќе ви представиме 5 од најбараните роботи во 2023 година кои што може да се купат дома и имаат имплементирано вештачка интелигенција. Како се дигитализираше и Дедо Мраз оваа година, да праќа писма ширум светот и да комуницира со сите дечиња. Имаме и денеска интересни содржини. Останете со нас до самиот крај. Ви посакувам добре дојде во последното издание на DigiPlus за оваа 2023 година. Во денешното празнично издание ќе се потрудиме да вметнеме убави содржини и да го задржиме вашето внимание, впрочем како и секоја недела на телевизија Телма. Сите нови дигитални случувања и сите актуелности во дигиталниот свет и денеска ќе ги вметнеме во содржините, а тука ќе биде и Дедо Мраз. Добре дојдовте во новото 6-то издание на DigiPlus. Стартуваме веднаш. Очекувано ова издание на DigiPlus е да го стартуваме со најгугланите поими во 2023 според статистиките на Google. А кога сме кај оваа компанија, прослави 25 години постоење со едно прекрасно видео каде што ги одбележа годините заднив со се она што луѓето ширум светот го пребарувале на Google. Американскиот технолошки гигант Google ги објави податоците во кои што е наведено што најмногу се гуглаше во 2023 година, а корисниците барале се од поп култура до смрт на познати луѓе широм светот. Но кога станува збор за конфликти, најголем интерес бил изразен за војната меѓу Израел и Хамас. Подморницата што експлодираше во Атлантикот на пат кон Титаник, како и разорните земјотреси во Турција и Сирија во февруари, исто така беа широко пребарувани, пренесе АП. Кога станува збор за личности, корисниците најмногу бараа информации за Дамар Хамлин, американскиот фудбалер на клубот Buffalo Bills, откако во јануари доживеа срцев удар на теренот, но успеа да се опорави. Исто така беа пребарувани починатите познати личности Метју Пери и Тина Тарнер. Кога станува збор за седмата уметност, најмногу се бараа податоци за филмот Барби. Оваа година Google ја прослави 25 годишнината со видео од најпребаруваните термини. Од неговото создавање, Google го промени начинот на кој учиме и како го истражуваме светот. За да одбележи 25 години, Google се навраќа на најпребаруваните теми, луѓе и настани во последните 2,5 децении. Технолошката компанија објави краток филм во кој е прикажано се, од личности од современата поп култура до историски настани што го променија светот. Пред 25 години светот почна со пребарување. Меѓу темите прикажани во видеото се најпребаруваниот прв чекор во историјата, представувајќи го следењето на Apollo 11 на месечината. Некои од прашањата даваат увид во тоа кои се најпопуларните работи, например 80-тите години, беа најпребаруваната деценија, додека Кристијано Роналдо е најпребаруваниот спортист досега. Поп-културата е во голема мера застапена во видеото, при што Google ги представува актерите од Хари Потер како најпребарувана актерска екипа, Тейлор Свифт како најпребаруван текстописец и Сунгерот Боб како најпребаруван цртан филм. Освен видеото, Google сподели и Search Playground, игра каде што корисниците треба да најдат 25 од најпребаруваните луѓе, оброци, места и моменти од изминатите 25 години, преку тестирање на нивното знаење и следење на индици. Трендовите беа нашиот компас. Прво навлеговме во најпребаруваните прашања во светот и од таа ризница избравме 25 тренда кои го доловуваат расположението, предизвикуваат глобална љубопитност и го опфаќаат секој агол од спектарот. Има по нешто за секого. Зумирајте доволно и ќе видите, велат од тимот. This will change the way we power our world. It's Spider-Man! Oh! This is what we signed up for, and this is what we do. You're all heroes. I don't know how you do it.
Ќе се сложиме заедно дека Google изминативе 25 години го промени светот и она што го правиме на интернет, а исто така и успеа да ни помогне на сите нас во се она што ни е потребно во секојдневниот живот и во работата. Им посекуваме среќен роден ден, успешна работа и се разбира многу нови иновации. А сега да се префрлиме на Booking. Да, во моментов оваа страница и оваа платформа е актуелна со оглед на празничните денови кои што ни доаѓаат и празниците кои што дел од вас ги користат за патување, а токму оваа платформа и за резервирање на истите. Но, како што бива, хакерите се секогаш пред нас, па така што успеа да најдат начин да ги испразнат сметките на дел од гостите. На кој начин тоа го прават? И се разбира, ова нека биде поучно и еден апел на што се да внимавате и да бидете предпазливи при букирање на интернет, ќе да знаеме во продолжение. Oh, Booking.com. I'm going to somewhere, anywhere. Нови проблеми за популарната услуга Booking за наоѓање и букирање сместување. Откако годинава бројни издавачи на апартмани за сместување се пожалија на доцнење в соплаќањето, проблеми се појавија и за самите корисници, односно гостите кои резервираат сместување преку оваа платформа. Вината во овој случај не е на самиот Booking, туку на хотелите кои беа нападнати од хакери, но најголемата жртва на крајот се корисниците, кои парите наместо во хотелите ги уплаќаат на сметка на хакерите. Криминалците веќе заработија многу пари со оваа многу успешна измама и ќе продолжат да се обидуваат да ја користат истата тактика. Првиот чекор во оваа измама е, користејќи добро познати тактики за хакирање, да добијат пристап до платформата за резервации на хотелот. Една таква тактика е да испратат мејл до хотелот во кој тврдат дека претходно престојувале во тој хотел, но дека таму го оставиле пасошот. Во тој мејл испраќаат и линк од Google Drive, кој наводно содржи фотографија од пасош. Наместо фотографија, злонамерниот софтвер презема се од компјутерите. Кога ќе стигнат до порталот Booking во хотелската платформа, хакерите имаат пристап до податоците на сите луѓе кои моментално се во хотелот или резервирале сместување преку таа услуга. Кога ќе имаат пристап до тие податоци, тие ги контактираат корисниците со резервација од официјалната апликација на Google и ги известуваат дека мора да платат за сместувањето или хотелот или ќе биде откажана резервацијата. Оние кои ќе одлучат да платат, на крајот ги плаќаат парите не на хотелот, туку на измамниците. Оваа измама е исклучително успешна, така што хакерите сега купуваат информации на дарк веб форуми за да пристапат до хотелските портали, плаќајќи по 2000 евра. Причината зошто хакерите се толку успешни и веќе извлекле многу пари е тоа што, благодарение на овие податоци, имаат пристап до сите гости на хотелот кои резервирале сместување и можат да контактираат со нив преку официјалната апликација, па гостите тешко може да се посомневаат дека тоа е некаква измама. BBC го контактираше Booking за ова прашање и компанијата одговори дека, иако тоа не е нарушување на безбедноста од нивната страна, нивните експерти работат со партнери за да им помогнат да ја подобрат безбедноста, вклучително и помагање на враќање на парите на гостите кои биле измамени. Уште еднаш ќе апелираме и подсетиме за тоа дека треба да внимавате каде се ги оставате вашите податоци на интернет. А сега ќе се профрлиме на една интересна забавна содржина, поточно 5 содржини во едно. Ќе ја направиме листата од 5 најбарани роботи кои што имаат во себе вештачка интелигенција, но и може оваа 2023 година да се купат за дома. Наистина се интересни. Уживајте во следните минути. Ви ги представуваме најдобрите 5 персонализирани роботи со вештачка интелигенција кои можеше да се купат за дома оваа 2023 година. Паметен, емотивен и забавен. ClickBot е интересен, семеен робот кој може да го изградите на свој начин. Може да дизајнирате и изградите бесконечен број роботи и да ги програмирате да пеат, танцуваат, джагорат, рапуваат, да се надпреваруваат со вас во игра и многу повеќе. Може дури да изградите тркачки автомобил, вселенски брод, астронаут или нешто сосема ново. Децата, родителите и воспитувачите ширум светот го сакаат ClickBot поради безпрекорниот начин на кој ги интегрира кодирањето, креативноста и забавата. Без разлика дали се работи за мешање карти, вежбање, трик со чаши или брканица. Реакциите на овој интересен робот се речиси човечки и супер сладки. Целосно програмиран со пријателски интерфейс за кодирање со влечење и испуштање, базиран на Blockly од Google. ClickBot е супер забавен и лесен за кодирање. Може дури и да напишете свој код. ClickBot би можел да биде одличен подарок и за деца од сите возрасти. Овој едукативен робот е одличен за учење STEAM,
а мокната апликација им овозможува на децата кои имаат кликбот да споделуваат решенија и конфигурации од целиот свет и да се надпреваруваат кој е подобар, поумешен и покреативен. Оваа косилка, опремена со AI Vision алгоритми и VFL технологија, може автоматски да открие и избегне пречки за само 0,1 секунди без кабли или далечинско управување. Конга прецизно ги наоѓа и препознава границите на вашиот тревник, дури и при директна сончева светлина со 3 HDR камери. Технологијата VFL го подобрува за да достигне точност од 3 см за време на почетните задачи за мапирање и косење. Алгоритмите за визуелна вештачка интелигенција и овозможуваат на роботската косилка веднаш да открие и да избегне какви било пречки, вклучително и мали барички и ежиња. Покрај тоа, вградениот сензор за допир дополнително спречува можни судири или оштетување. Бидете сигурни дека вашите деца, но и милениците, се безбедни за време на косењето на конга и додека сте отсутни. Конга го пресметува оптималното планирање на патеката и косењето со прави линии во првичното мапирање, заштедувајќи повеќе време и енергија, а има и неколку режими на косење. Со поддршката на системот за мултизони, конга може совршено да се префрли помеѓу различни делови во дворот. Кога батеријата е при крај, самостојно се враќа на полночи. Кики е робот кој учи од вас и расте со вас. Секој Кики робот развива уникатен сет на особини врз основа на тоа како сопственикот комуницира со него. Интеракцијата е значајна и секое искуство му помага да стане подобар придружник за вас. Благодарение на вградената технологија, ова куче робот може да го препознае вашето лице и да разбере како се чувствувате. Телото на Кики е прикриено со сензори за допир за да може да почувствува каде го галите. А умни насочниот слух му дозволува да ве најде дури и кога не може да ве види. Кики роботите меѓусебно се дружат, формираат врски, си играат едни со други, па дури можат да влијаат едни на други. Beetle е програмабилно куче робот. Наменето за почетници во роботиката или секој кој сака да се забавува, учи или игра со роботи. Beetle доаѓа програмиран со некои почетни трикови како одење, кои сопствениците може да ги испробат, за да се запознаат со тоа што може да направи роботот, а потоа подоцна да ги прошират на посложени типови на однесување. Постојат 3 начини на кои може да се контролира Beetle. Користење на IR далечински управувач, што доаѓа со комплетот, преземање на мобилната апликација на телефон или инсталирање на десктоп апликација на компјутер. Платформата со отворен код на Beetle овозможува да додадете Raspberry Pi или да прикачите дополнителни сензори за да ги проширите неговите способности, да истражувате проекти за машинско учење со вештачка интелигенција или да испробате различни STEAM експерименти. Луна е неверојатно милениче, кое по некоја случајност е робот. Кога ќе се вратите дома, таа брзо ќе дојде да ве пречека, кога шетате наоколу, таа сака да ве следи, а кога ќе ја галите, таа ќе биде многу среќна. Таа може сама да се забавува. Луна кива, гребе, лесно шета дома, па дури истражува сомнителни предмети. Луна ве гледа со помош на RGB камера со висока дефиниција под незиното лице и моќен процесор. Преку неговата визуелна моќ, овој робот миленик нуди забавни интеракции, како што се трчање по топка за следење, баш како домашно милениче. Овој робот може да идентификува и звук. Обидете се да викнете Луна, ќе дотрча до вас. Со 3D интелигентно планирање на траекторијата, Луна се движи слободно низ куќата. Луна знае како да се спречи да падне кога е блиску до некој раб. Користејќи ги нозете, очите и ушите, има над 700 експресии, како лутина, радост, тага, возбуда и слично.
но таа има и вистински игри. На апликацијата Луна можете да најдете многу игри со Луна. Кога ќе дојде редот за игра, овој робот ќе ја подигне точната нога што одговара на одговорот. Луна е опремена со камера и звук, така што кога сте отсутни, може да го надгледувате вашиот дом преку камерата на роботот. За првичното поставување на Луна потребна е апликација. По поставувањето може да работи без апликација и има мокна способност за офлайн обработка, па не зависи од апликацијата. Повеќето интеракции може да се генерираат без апликација. Сигурно посакавте едно од овие роботчиња да го имате следната година во вашите домови. А она што во продолжение го имаме ние куси од блок реклами. Потоа ќе дознаеме како се дигитализираше Дедо Мраз со помош на вештачката интелигенција оваа година и како успева да одговори на сите пораки од дечињата. Бидете со нас. Добродовте назад, го следите празничното и последно издание на Диги Плюс за оваа 2023 година. Продолжуваме исто така во празничен дух со една интересна содржина, каде што нормално ќе зборуваме за Дедо Мраз. Но Дедо Мраз од оваа година е дигитализиран и токму на таа тема ќе се насочиме. Поточно ќе зборуваме за тоа како дуџињата на Дедо Мраз се сетија да му помогнат и се разбира со помош на вештачка интелигенција да одговорат на писмата на децата ширум светот, но и како самиот Дедо Мраз им одговара во реално време преку Санта GPT. Еве ги дознаете ги сите овие информации во продолжение. Оваа година вештачката интелигенција дури и превзема задачи на северниот пол. За време на овие божикни празници, група корисни џуџиња ја употребија технологијата за да му помогнат на Дедо Мраз за време на неговата напорна сезона, користејќи вештачка интелигенција, за да произведе навидум рачно напишано писмо, што може да се испрати за да се уверат добрите дечиња дека нивните списоци со желби се примени. Засега без трошоци и достапна преку веб страницата hervindinbysanta.com. Родителите можат да споделат некој збор со големиот човек во име на нивните малечки, изготвувајќи приспособени пораки кои потоа ќе бидат произведени и испратени до децата според упатствата. Зафатен со управување со џуџињата, грижа за ирвасите и правење последни проверки со санките за неговото големо патување, Дедо Мраз им верува на роботите кои ќе му помогнат да одговори на некои од писмата кои ги добива секоја празнична сезона. Hervindin, автоматската компанија за пишување пораки, здружувајќи се со господин Крингл, изјави: специјални, рачно напишани писма од Дедо Мраз се достапни оваа празнична сезона. Секако тие доаѓаат со специјален златен печат на одобрение што гарантира дека се исполнети стандардите од северниот пол. Сите писма со мирис на пеперминт се рачно подпишани од никој друг туку од самиот Дедо Мраз. Hervindin ги нуди првите 6000 досега до околу 2500 букви бесплатно пред да наплати мала такса. Картичките обично почнуваат од $3 и се достапни за сите прилики. А производителите на ChatGPT го објавија Santa GPT. Еве како да му пристапите. Во сезоната на празници очекувано сите компании прават најразлични кампањи, услуги и методи да го зголемат својот бизнис и да придонесат во празничниот дух кај луѓето. Па така и OpenAI објавија нов GPT chatbot во рамки на ChatGPT, што им овозможува на корисниците да комуницираат, односно претежно децата, да се допишуваат со Дедо Мраз. Наречен Santa GPT е дизајниран да им помогне на корисниците одговарајќи на нивните прашања за Божик и Нова година, околу идеалните подароци, планови за патување и многу повеќе. Инаку Santa GPT е достапен ширум целиот свет, но само за оние кои ја користат ChatGPT Plus верзијата, која се наплатува дополнително. Од компанијата во официјалната објава напиша: нека вашите деца уживаат во Santa GPT овие празници. Слободно нека го прашуваат Дедо Мраз се што ќе ги интересира,
А вие, родители, давајте конструктивни повратни информации, се со цел ова да биде уште едно убаво искуство за децата. На родителите им се препорачува да ги следат одговорите и она што прашуваат децата, исто како што тоа го прават со Дедо Мраз во трговските центри. Дали преку дигиталниот Дедо Мраз или на вашите родители, или се разбира вие родители ќе си замислите нормално ви посакуваме сите оние желби кои што ќе ги кажете или замислите да ви се остварат во оваа 2024 година. Следнава година веројатно ќе има уште многу дигитални вести кои што треба да ги споделиме со вас и новитети и информации кои што ќе пристигнуваат од дигиталната индустрија. А и зошто да не, ќе наоѓаат и широка примена и во вашите домови. Останете во топлите домови на Телма телевизија и се гледаме веќе од следната година во нашиот стандарден термин секоја недела Диги Плюс, секое ново издание со многу нови дигитални информации. Среќни празници. Поздрав!